еве во денешно време има многу фотографии и видеа направени со вештачка интелигенција, дали ги препознаваш? Па има, ама ретко ги препознавам. Да, па се познава преку екранот. Па во последно време најискрено се чудам затоа што не можам да препознам на некои видеа и читам коментари и си да се кажа дали ова е, и се нервирам зашто не можам да препознам и мислам дека во следниве неколку години ќе стане пререално и малце ми е страф. Со оглед на тоа дека целата AI индустрија се развива, малку е тешко, но да, бидејќи тоа го работам, да, можам да го препознам, но сепак мислам дека како ќе еволуира понатаму, ќе биде се потешко да се препознае. Секојдневно гледаме најразлични видеа на социјалните мрежи, но дали знаете дека дел од нив не се снимани со камера, туку се создадени од вештачка интелигенција? Жена си губила мажот затоа што изгазнал на влажниот пот. Дали ја приведовте? Не, чекаме да се исуши подот. Вештачката интелигенција веќе може да создаде убедливи видеа со лица што не постојат, со говор што изгледа природно и фотографии што изгледаат како реалност. Тие се нарекуваат deepfake или AI generated content. Дали Скопје е град или депонија со мандат? Како правиш проверка за да се осигуриш дека станува збор за AI генерирано видео? Па има некои видеа што се препознаваат лесно, ама има и некои тешко што се препознаваат. Најчесто се ситници, се во зависност да може да се препознае кај прсти или не знам во зависност од фокусот како е, ако е видео. За слики стиловите ги препознавам се уште затоа што се познава, ама не знам до кога. Па се гледа по самото мрдање, се гледа дека е направено со вештачка интелигенција. Сите тие движења, транзиции помеѓу слика, сенки, има ситни детали се во прашање, но сепак мислам дека во иднина не би можел да препознае обичен корисник. Некои од знаците по кои можете да препознаете вакво видео се неприродни движења на лицето, чуден звук на гласот, проблеми со сенка или несоодветни детали во позадината. Важно е да бидеме медиумски писмени, да го проверуваме изворот на видеото, да не веруваме веднаш во се што гледаме и да бидеме свесни колку е лесно денес да се манипулира со визуелни содржини. Размислете два пати пред да споделите видео.